Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Папаја, манго, аспарагус. Додека граѓаните се борат со цените во маркетите, владините функционери уживаат во екзотични гурмански специјалитети. Додека едни едва и преживуваат со минималец, другите не гледаат проблем во трошење на народните пари за луксус. Оправдување? Тоа била рамковна спогодба за посети на делегации, исто како што правеле и нивните претходници. Премиерот смирува: од воздух не можеме да живееме. Во влада постиме. Со папаја и манго, со банани не. Граѓаните бројат денови до следната плата, а државата троши милиони на гурмански специјалитети. Колку чини овој пост и кој го плаќа? Синдикалната кошничка за јануари 2025 година е зголемена за 6089 денари, а храната поскапена за 10,43%. Работниците одвај преживуваат со мизерни плати, а нивните пари ги троши службата за општи и заеднички работи на владата, која што склучила договори за набавка на храна која е недостижна за обичниот работник. Папаја, аспарагус, манго, ананас, авокадо, лед по 100 до 440 денари. Но тука не застанува. На скромното мене има и лосос, ракчиња, октоподи, краби, бифтек. Се што треба за еден пост. Дали функционерите јадат тоа што го јаде и народот? Кој пости, а кој ужива? И на чија сметка? Колку чини овој пост и кој го плаќа? Тоа е она што ве прашува денес црвена линија. Секако ве прашуваме на Instagram Story, но за да учествувате во анкетата подсетувам, за следете не најнапред на Instagram, профилот е црвена линија и секако профилот на Телма телевизија на Instagram, каде што и на овој профил на Instagram Story е објавена денешната анкета. А прашањето е следно: дали сите исто постиме? Како што гледате, имате две опции за одговор: да, не. На вашиот одговор е доволно да кликнете, ќе сумираме во проценти и резултатите стандардно ги соопштуваме никаде кон крајот на црвена линија. Ве подсетувам за учество во црвена линија, доволно е да се заврти нашиот број 023070005, но имајте во предвид задолжително и целосно да се намали и тонот на ТВ приемникот, откако ќе ве вклучат во режија. Верувам дека секој од вас, па дури и оние кои што еве денес ќе бидат заинтригирани, верувам и ќе посакаат. Добре дојдени сте во ова денешно издание на црвена линија. Со оглед на тоа што еве ќе ве подсетиме да не заследите и на социјалните медиуми. Профилот е Facebook на црвена линија, но и секако профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што говориме со вас. Почнуваме со вас, драги мои. Добар ден. Добар ден. Еве според вас колку чини овој пост и кој го плаќа? Ало. Ве слушаме во црвена линија. Слушаме? Да. Јас постев, зашто татко ми и дедо ми беа епитропи. Постот е за Господа. И ако имаш здравје, можеш да постиш. Ако немаш здравје, Господ ќе ти опрости. Така да знаеш тина. Ајде, во однос на тоа, дали сметате дека функционерите го јадат она што го јаде и народот? Не. Немаш да јаде функционерот и народот. Функционерот затоа за функционер. Зашто таму имат јадење без пари. Без пари јадењето е. Не со пари. Така е тина. Ве слушаме, продолжете, се уште имате време. Е така. Политичарите се само за крадење и за мамење. Не се за народот. Само има Господ и Господ ќе казни. Да знаеш, Тина. Поздрав од Роме. Големо благодарам за учеството, господина Роме. Секако останете со нас. Допрва ќе вклучуваме гледачи во живо за да слушнеме какви одговори ќе дадат на денешното прашање на црвена линија, а тоа е колку чини овој пост и кој го плаќа. Добар ден. Да, добар ден, Тина, се слушаме. Повелете, да, ве слушаме одлично, повелете. Видите, за постот ние постиме скоро секој ден. Со овие цени што е
Се слушаме така? Да, продолжете. Сите овие цени што се ние секој ден постиме по малку и малку повеќе од постот и веќе постот ние вообичаена работа. Иначе што се кажува за во собрание во влада се плаќа, да знаете. Дали бил полицајец од внатрешно обезбедување, дали биле функционери си плаќаат на одредена цена, што е како е. Да знаете се плаќа за сето тоа. Не е ништо без пари. Многу малку луѓе знаат кои не биле тамо и не биле вработени, едноставно кажано. Сега Катино на кратко, јас сум малку надвор од темата. На булевар Партизански одреди, меѓу мостот Обединети нации во двата правци нема поставена ограда од 2 метра. Со вашата екипа поставете на камера, ќе видите тука поминуваат и возрастни луѓе и деца да идат да пешачат. Тоа е катастрофа. Прошлата година загине една жена тука. Да вие ставите тоа за безбедност на сообраќајот за пешаците, да ставите да биде нешто по-безбедно. Имате тука функционери кои работат во општината. Тоа е катастрофално, тоа се провлекува некаде 30 години повеќе. Ја имам пишувано на таа тема, се уште никој нема мрдната со сантиметра што се вели. А еве, благодарам еве што ни укажавте на ова. Имаме и прашање анкетно за денес. Дали сите исто постиме според вас, да или не? Не. Не, благодарам за одговорите и секако за учеството во Црвена линија. Иако еве направивме отстапка со оглед на тоа што гледачот и самиот укажа на тоа дека ќе излезе малку надвор од темата, јас ве замолувам да се држиме до темата, особено со оглед на тоа што можеби некој од гледачите малку подосна ќе се вклучи во Црвена линија и секако да курсот на разговорот и дискусијата не го однесеме во друга насока со оглед на тоа што Црвена линија денес има конкретно прашање, тоа е колку чини овој пост и кој го плаќа според вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, да, ве слушам одлично. Одлично, драго ни е, повелете, ве слушаме и ние одлично. Овака сега, ја мислам дека од социјализмот, јас сум малку повозрастен, пензионер сум, у социјализмот беше закон. Значи, да не кажуваат многу пензионери, јас сум пензионер. Значи, јади, пи, муфте, таму со подпис беше и тие работи, али вика, немој да земеш у рака и да носиш дома. Тоа беше закон. Значи, можеше да се јаде, да се пие, така да не се претерува. Нека јадат, нека пијат, ама да не прават оние другите работи. Сами тие работи. Иначе никој не би сакал уопште да им... Еве, јас сум репрезентација, сум модел, само со подпис, ај со здравје тие работи. Значи, да не кажуваат пензионерите, за јадење, за пиење, муфте, имало у Југославија и тоа, значи, али сега, значи, битно било у тоа време, имало штраф, сојузна влада, ќе одговараш ако те фатат, однесеш пари дома, ако украдеш, тие работи. А сега, другачи. Според вас, дали сите исто постиме? Абе, кој му се пости, кој не му се пости, не му се пости. Нема што тука да правиме муабет, кој му се, дека му се пости, не, кој му се пости, кој нема врска, али секој може да упостење. Така, благодарам. Еве ќе повториме всушност што е она за што дискутираме денес со вас. Ќе подсетиме папаја, манго, аспарагус. Додека граѓаните се борат со цените во маркетите, владините функционери уживаат во екзотични гурмански специјалитети. Додека едни едва и преживуваат со минималец, другите не гледаат проблем во трошењето на народните пари за луксус. Оправдување, тоа била рамковна спогодба за посети на делегации, исто како што правеле и нивните претходници. Премиерот смирува, од воздух не можеме да живееме, во влада постиме, со папаја и манго, со банани не. А Црвена линија прашува денес колку чини овој пост и кој го плаќа. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупче, колку чини овој пост и кој го плаќа? Знаеш како има една народна приказка, се вика кој кон ќе биде фатен, тој ќе врши. Во ова приказка дека народот е фатен и тој ќе врши, тој ќе плати. Така да, што да ти кажам, кој пост? Или земи она другата народна што околу
Ајде, не ми текне на јазик ми беше. Ама не кажувате за кашкавалот и сирењето колку е порачено. Безмасно сирење, крај таму тие маслаците, тие специфичните јадења. Не е само ова мангово патаја. Знаеш, Тина, пред мај 2024 година, се што викам ни плукава дека е ненормално, нели оние бифтеците на Маричич, после мај за народов стана све нормално. Значи секоја глупост што осудуваше пред мај месец, пред изборите, сега ја голтаат така лесно, се викаат све е нормално. И која е приказката? Па како па исто што правиле претходниците. Ма претходниците ги сменја ради тоа што се однесува неморално. И сега, ако овие исто ја прават истата приказка, тогаш чему му се смејат на приказката на оне со белата глава како до сега. Значи, исто тие приказката, сјаши мурто, да се качи ово и другиот. Така да, треба да го кажете и другиот список на маслаците, специфичните меса. Па еве ќе потсетиме со оглед на барање на господинот Љупчо, ќе кажеме дека владата која што склучила договори за набавка на храна која е недостижна за обичниот работник е папаја, аспарагус, манго, ананас, авокадо, леп од по 100 до 440 денари. Но тука не се застанува. На скромното мени има и лосос, и ракчиња, и октопуди, и краби, и бифтек. Се што треба за еден пост. Па колку чини овој пост, драги мои, според вас и кој го плаќа? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Луѓето што се здрави можат да постат, тоа се великденските пости што траат до Великден. Обичните луѓе постат со леп и сол, а додека господата, односно боговите, они се богови за нас обичните смртници, они можат да постат од помодарство. Не оти се на ни посте, него тоа е помодарство кај нивике. Они можат да постат со тие папаи, со тие екзотични овошја, можат да постат со лосос, можат со октоподи да постат и со сите тие скапи работи што се продават во продавницата. Тие имат пари и доволно средства за да ги купат тие работи, а обичните смртници може да си постат со лек, сол, со риба еднашка у неделата, ако може да ја купат, и да си ги поминат така постите. Постите не може да бидат за секого, само може да бидат за здравите луѓе. За болните луѓе не би препорачала пости, затоа што не се способни да го издржат тај пост, затоа што трае 48 дена скоро. Значи, сите тие работи, они што ги јадат, што постат. Благодарам за одговорите. Сега кој честото во црвена линија, еве задолжително уште една напомена, не заборавајте да го координирате и времето кое што за едно вклучување, односно за едно јавување е 90 секунди, но додека трае црвена линија, секако ве охрабруваме слободно да го завртите нашиот телефонски број повторно за нови 90 секунди. Што се однесува до целиот список на набавки за кои што денеска зборуваме со вас, ќе потсетиме дека ги има на бирото за набавки на нивниот сајт. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Видете вака, и ние што се јавуваме, што зборуваме, и ние тоа ќе го правиме, ако ја да начекам, истото ќе јадам, ќе пијам таму јагма, ако начекам. Дури на крајот и благо ќе побарам. Не само вакви такви работи. Него друг проблем ќе им се јави сега. Ќе им се дебелат прачињата, кошули не може да најдат број. Ево е Бислимовски се мача... Да не ги навредуваме и да не спомнуваме имиња, Па не е навредувањето. Одам јас да купам, например, кошула или било што нешто, блузичка, не можам да најдам број. Не е тоа навредување, а дошто тоа е така, од јадење. Сега си ослабе 15 кило, за верак, имам 70 кило, све ми е како треба. Па тоа е јадењето, па јагма кој ќе начекаш без пари, нема запирање. Тоа е катастрофа.
И да чека овие сега народот. Абе каков народ? Народот нека си вика, ние ќе си тераме, државата има колку за толку. Голема работа ќе направи голем трошак, владата, ја не знам дали министерствата, дали овие општиње во сите истото го практикуваат, можи скришум го работа тоа. Пари кредитчето од Будапешт. Благодарам за учеството. Сега малку ќе ве префрлам онаму на Facebook, каде што очекуваме да бидете активни сите вие кои што можеби ви е полесно или нема да успеете во живот да се вклучите, а сакате да дадете одговор на денешното прашање кое што е колку чини овој пост и кој го плаќа. Секако коментирајте и споделувајте. На црвена линија на профилот на Facebook изгледаме вака. Низ фотографија или графика, како што секогаш тоа го прави црвена линија, и тука прашуваме колку чини овој пост и кој го плаќа. Пристигнуваат и првите коментари, така да ќе почнеме со коментарот на господја Славица Милевска, која што го напиша следното. Вие преживувате со манго, папаја, бифтеци, ама добар дел од обичните граѓани преживуваат со лепче, маргарин, кромит, па сега на кого му е потешко. И секако една напомена, за да не се активира црвената линија, ве молам колку и да сте гневни и изиритирани од она за што зборуваме денес, секако да се држиме до етиката на црвена линија. Тоа е говорот кој што верувам нема да изобилува со навреди, пцости, вулгарности и секако не говор кој што алудира на омраза и насилство. Тоа истото важи и во однос на коментарите кои што ќе бидат одговори и ќе ги пишувате на Facebook, за да можеме да ги прочитаме. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Одлично, повелете. Волете. Во врска со постот, значи секој си пости на свој начин. Значи тоа битна е честа према Бога, према нашето православие. Значи, дали некој ќе плати повеќе или помалку, мада ние македонците сме навикнати да постиме цело време со нашата, нажалост, влада. Ги слушам господата преска, постање со лигни, со едно со друго, значи тоа нема некој влијание за самиот пост. Верувајте, значи пост си е пост. Секој пости на свој начин. Колку може толку. Битно е да се испочитува верата према Бога. А според вас еве овој пост колку чини и кој ќе го плаќа? Па видите, значи ние до сега си плаќаме сами, значи никој не ни платил ништо. Никој ни веве лично зборам за себе, значи никој ништо не ми платил, значи све што купувам, дали е постно или мрсно, што купувам сам, никој не ми го платил. Дали според вас функционерите јадат она што го јаде и народот? Па не, они јадат многу повеќе од тоа што го јаде народот. Они јадат многу повеќе. Слабо ве слушам. Ние добро ве слушаме. Имате ли уште нешто да додадете? Секако имате време, уште некои 12 на секунди. Па не знам, јас значи отворено ќе ви кажам дека темата ви е многу глупа, а функционерите јадат само гомна, ништо. Ете, убаво почнавте, но финиширавте на вистина онака каде што црвената линија секако се активира. Жал ми е за последните зборови, особено за погрдниот збор, а цениме еве тоа што сметате дека не одобрувате темата, но вулгарности, пцости и секако нели говорот на омраза и говор кој што алудира на насилство не е толериран воопшто и нема да биде толериран во црвена линија. Продолжуваме со вас понатаму, па еве можеби за да ви дадеме поголема насока, подсетуваме дека црвена линија има низа прашања денес. Едно тоа е дали сметате дека функционерите јадат тоа што го јаде и народот. Според вас кој пости, а кој ужива и на чија сметка? И според вас колку чини овој пости и кој го плаќа? Дали исто постиме? Тоа е и анкетното прашање денес на црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Тинче, голем поздрав. Голем поздрав и до вас секако. Чу лош збор, дури ја рипна од креветот. Многу е постот убава работа. Ја како знам од мојата мајка, нели, она многу постеше и се викаше деца,
Не те слушам ништо, Тинче. Ве слушаме одлично, продолжете. Вика, ја додек сам жива, вика, вие не се секирате, она многу постеше. После, вика, имате си деца да си постите, вика, поготово среда, петак пости, па вие малите пости пред Богородица си ги постеше му, значи така смо воспитани, нели? А вие функционерите што јадат, што, они се јадат, Тинче се каже да се кркат што сакат, нели ја у собрание кад работеше и 8 март се погоди на у постите. Тинче, нема да ме веруеш, јас си наручим, нели, риба, пошто си постим, знам, поготово петак како се погоди, леле, они наручуваат, јадат, абе тој, па дури така една жена се насмеја, вика, овие, вика, толку се, вика, изнајадоа, вика, све, вика, нели, друг плаќа, па дури некој фатил гледал, не му се свидело да го остави јадењето, па залепил од едно парче месо на очите, викало, ти окото никад не е заситено. Знаеш, колку да јаде не е заситено. Па тој така ми падна, значи, у памет, значи, никад човек да не се граба, да не се... ако не е битно кој плаќа, али толку да се прават трошаци, а народ да пати, мене не ми иде у глава. Само сакам да ти кажем дека постот е многу убава работа, 4 поста ги има у годината, ја најмали од постига пости, мисли. Благодарам многу за учеството и секако за одговорите. Останете со нас, продолжуваме секако со гледачите, односно граѓаните, да слушаме дали според вас функционерите го јадат она што јаде и народот, кој пости според вас, а кој ужива и тоа на чија сметка и колку чини овој пости и кој го плаќа. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав, Тинче, до вашата емисија, ваша и наша емисија. Темата ви е одлична. Се работи за пост. Видите, јас сум во години човек, да не грешам душа, постот е од Бога. Кој може, кој е здравствено добар, може да пости. Постот е духовен. Значи, храната не игра толку улога колку што игра духот. Према томе, онај што е здрав, може да го издржи постот. Онај што е во здравствена состојба не добра, не може. Така, мејве, дали според вас функционерите јадат тоа што го јаде и народот? Вака, Тинче, што се однеси до функционерите, тие се друга лига. Ево, денеска се слушна на вести дека господинот Заев купил авиокомпанија во Индија. Видиш, немојме ние со ними, тие се посебна лига, крадат, мамат, све на леđа на народот. Да не ве задржува многу, честитам постот на сите и Господ здравие на сите, здрави, живи, да се слушаме, да се гледаме. Пријатно, Тина. Благодарам за учеството, секако топло препорачуваме да останете со нас. Ке подсетиме уште еднаш, со оглед на тоа што работниците едва преживуваат со мизерни плати и нивните пари ги троши службата за општи и заеднички работи на владата, која што склучила, ќе повториме, договори за набавка на храна, која е недостижна за обичниот работник. Во низата на списокот се наоѓаат екзотични овошја, како што се папаја, потоа аспарагус, манго, ананас, авокадо, но и леб, кој што чини од 100 до 440 денари. На оваа листа на скромно мени има и лосос, ракчиња, октоподи, краби, бифтекс. Се што треба за еден пост. Па дали функционерите го јадат оно што го јаде и народот? Според вас колку чини овој пост и кој ќе го плати? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па функционерите не мора да постат. Затоа што вработените со минимална плата, они постат цела година, па затоа и за нив ќе испостат. Срамота е едно 4-члено семејство, ако е со деца со школа, тие постат цела година. А не знаат тоа што е папаја, аспарагус, бифтеци, школки, што ти ја знам, тоа они не знаат и затоа не го јадат. Па затоа функционерите наместо нив, они да се го каснат. Пријатно.
Благодарам, пријатно, може би покуси од предвидените 90 секунди, но сосем јасни во излагањето. Ве префрлам на Facebook и ве охрабрувам, продолжете и таму со коментари, секако ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачите. Ке продолжиме со коментарот и на господинот Целе Алексов, кој што на прашањето колку чини овој пост и кој го плаќа, напишал: ќе поскапат струјата и сето тоа ќе го платиме ние народот. Трпи овој народ се што му се сервира, па дури и Голгота. Благодарам, господин Алексов, за коментарот. Пишувајте, ќе читаме секако, подсетувам и коментари. Продолжуваме со гледачите и вклучување во живот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па јас се хранам целиот свој живот практично како да постам, со зеленчук и овошје, месо ретко и малку. И не им завидувам на овие наши функционери. Меѓутоа, постот нивни би препорачала да биде духовен, да се ослободат од гнев, бес, алчност, грабализам, омраза. Тоа ќе им користи. А и папајата може да те сгои ако изедеш обилна количина од папаја. И не им завидувам, ете така. Ги сожалвам, може би, повеќе. Според вас, еве, овој пост колку чини и кој го плаќа? Ако јадете лосос, папаја, бифтек, најубавото морски плодови, секако дека е скапо, па на нивните плати, па тие дури и не го плаќаат тоа. Сигурна сум дека и од нивните кујни таму, не само во владата, во парламентот, во министерствата, носат и дома. Сигурна сум дека е така. Затоа реков им треба духовен пост. Алчноста и грабализмот, егоизмот, па ги дехуманизира, ми се чини. Прашање е дали се луѓе. Ете ви благодарам. Ви благодариме и ние сега кога останете со нас да слушнете и останатите гледачи какви одговори ќе дадат на прашањето на црвена линија. Колку чини овој пост и кој го плаќа и дали според вас функционерите јадат тоа што го јаде и народот? Добар ден. Дали се слушаме? Дали сум на линија? Сега ко повелете во црвена линија. Да. Жалосно е да постат нашите политичари. Толку мали им се примањата, стварно не може да се купат, така да мора, значи, државата да им го обезбеди оброкот во текот на денот, што се вика хранарина не прима, превоз не прима, ништо не прима тие, значи, јадните чекаат, значи, од мензата која е таму да има папаја, да има бифтеци, да има што ти не. Дали не се срамат, значи, прво да помислат, да речат, народот му гладува, народот не може да се прехрани. Народот поминува во 10 продавници само да најде нешто поевтино. Народот е болен, бидејќи се храниме со најлошите производи, бидејќи гледаме колку е поевтино, значи да поминиме денот. А се што е поевтино, значи е многу, значи, како да речам, понездраво. Ние сакале или неќеле, и ние сакаме да имаме на софрата што се вика и лосос, и пастрмка, и уште што не. Но да ги прашам само тоа, го критикува претходната власт, купила златни лажички и чинии. Дали ги користат и нивоти? Такви јадења не се јадат во обична земја на чинија или во не знам каква. Дали ги користат и тие чинии, вилушки, лажички, за да може да им биде посладко јадењето? Срамота. Ова ја ми се чини дека прво, значи, не смееле да си дозволат да го направат тој резерв. И со ова фактички само... Благодарам многу и вам за учеството. Останете со нас. Ке подсетиме дека владата има набавено прва класа овошје и зеленчук, иако премиерот претходно укажуваше дека тој секако не пробал грозје, праски, дињи и слично. Црвена линија сега прашува во однос на набавката, која што можете ке подсетиме да ја видите и на сајтот за јавни набавки, која што е објавена јавно. Ве прашуваме според вас, мислите ли дека функционерите и народот јадат исто? И колку чини овој пости кој го плаќа? И дали постиме сите исто? Тоа е она што прашува денес црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме, во црвена линија сте.
Прво поздрав до вас и до емисијата. Благодарам Црвена многу. линија. Повелете. Па сега им е шансата да пробаат грозие и трешки, иначе кога иначе друго време ќе пробаат трешки и такви овоши. Али јас не се лутам на политичарите, повеќе се лутам на тие што гласаат, затоа што тие ги избираат. Сега, значи, штом свака добро се хранат и постат, сигурно нема да прават и дополнителни гревови. А сега, ако постат и прават па гревови, крадат пари, значи постот многу не им значи ништо. И голем дел од овие што гласаат, а тука најверојатно спаѓаат и пензионерите, и од овие овошјава многу и не знаат што значат, сигурно нема ни видено, па и јас некој таму тоа, како спомнавте, аспару, кој ќе ми личи на ауслук, не знам ни што е тоа јадење, не знам ни како изгледа, искрено кажува. И така да сега им е шансата на политичарите и нака продолжат вака само. Поздрав и пријатно. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Останете со нас, време е да видиме што напиша и останатите кои што секако преку коментари и споделувања активно учествува во оваа денешна дискусија на Црвена линија, земаат преку профилот на Црвена линија. За следете го нашиот профил и секако и профилот на Телма телевизија. Во продолжение го читаме и коментарот на Игор Јанковски, кој што го напиша следното. Изгледа овој пост длабоко чини, а ние обичниот народ го плаќаме истиот. Срамно, а и за греота, за уживање во екзотични гурмански специјалитети, а додека обичниот човек врзува едва и крај со крај, а стандардот на народот е се понизок, додека тие се расфрлаат со нашите народни пари. Ова е срамно, но нашите политичари изгледа се оперирани од срам. Поздрав. Поздрав и до тебе, Игор. Благодарам за учеството и коментарот. Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме, повелете. Ви го честитам со закаснување празникот 8 март. Благодарам, ево звратувам честитка секако и секој ден е 8 март. Знаете што, јас како дете постев, мајка ми така сите не научи да постиме, меѓутоа сме постеле со постно лепче, со локумче, со алвичка, со пиперче, со патлижанче. Зошто сега овие работи се зборуваат, дали сите исто постиме? Па кој што има, нека пости, нека јаде папаја. Ви се чини ли дека функционерите и народот исто постат? Не постат исто. Ја реков, кој што има, нека си пости, нека јаде и папаја, нека јаде и тоа што другото не знам што е. Меѓутоа, сакам само ова да го кажам, Тина, дозволете ми. Зошто сите го спомнуваат сега Мицковски, купувал тоа, купувал ова? Зошто никој не каже дека Шекеринска 5000 евра даде за петисани од фирмите на Заев, 17.000 евра даде за морски плодови кога седна тамо во армијата, значи и се јадеше, а сега Мицковски купил, Мицковски направил тоа, Мицковски... Абе, луѓе, дајте доста со тоа, овој направил така, овој направил вака, па ние имаме памтење, памтиме што правеа они, што сега само зборуваат без везе. Кој сака, нека пости. Кој има, нека пости. Кој нема, нека си јаде тоа. Добро, благодарам многу за учеството и одговорите. Еве, досега можевте да слушнете навистина голема лепеза на одговори, односно секој од граѓаните имаше одговор на нашето денешно централно прашање во Црвена линија. Колку чини овој пост и кој го плаќа според вас? Дали функционерите јадат исто што јаде и народот? Дали постиме сите исто? Добар ден. Добар ден. Повелете. Па функционерите овој пост си го постат на работа таму. Тие папаите, тие работи, тоа ги имат во, значи при приемите, при такви работи, тоа се јади, тоа се крка таму. А народот пости од што нема каде. Значи, силом прилике пости. Тоа што нема, не може да си приучи она што сака да
да купи да јади, а функционерите и во приватниот живот не му е лошо, едноставно со 3000 евра плата па се живе комотно, не е проблем. Меѓутоа да го видам јас него со еве па и 500 евра нека бидат што ги бара работникот, што се бара како минимална плата. Нека бидат и 500 евра. Ајде видиме и со 500 евра колку може човек да јади и сите тие работи. Јас мислам ова влада има претерано. Джабе прејески некој го спомна Заев едно друго. Сега е ова влада на власт, ова ќе критикуваме. Кој ќе дојде Заев, Заев ќе го критикуваме. Го критикуваме кој беше Заев. Доволно беше. Сега овие ги критикуваме. А благодарам и што учествувавте во Црвена линија. Продолжуваме и со коментарот на Славчо Малиновски кој што напиша: ако не го ставиле грашокот во тој пост, ништо не направиле, пак ќе има кавга. Верувам дека ќе можеме да покажеме. Ве подсетувам, драги мои, ете вака изгледаме на Facebook, профилот е Црвена линија, за следете не, за да и постојано бидете во тек за темите секојдневно кои што ги објавуваме, за да дискутираме со вас. Значи, ете, повторувам, Славчо Малиновски напиша: ако не го ставиле грашокот во тој пост, ништо не направиле, пак ќе има кавга. Се префрламе на вас, кој што ве имаме во живо. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете, ве слушаме. Голем поздрав до вас. Благодарам. Вака, јас сум албанец од муслиманска вероисповест. Нашите пости малку се поразлични од православните. Можеме да јадиме се. А гледам рекламата што ви оди позади тоа комбето пред владата. Тоа е само за нив. Папаја, манго, авокадо, што ли е. Некој обичниот народ тешко може да си дозволи такво нешто. Се знае, одиме на нешто ситно, колку да се помине ден, колку да се веќе дојде да се помине сат, а не ден, тешко на нас обичниот народ. Па не верувам дека некој може да се дозволи таков луксус на такви скапоти. Не знам дали министрите, не знам дали премиерот, директори пазаруваат или некој друг им пазарува, па да ги види астрономските цени по маркети. Таква ми е работата што одам по маркети и ги гледам. Верувајте дека јас само се чудам. И си замислам како може некој со минималец да издржи на такви цени. Верувајте. А уште владата се мисли на обичниот народ, граѓани, работник, минималец да му даде 30.000 денари. Па нека земе било кој. Сега ова влада ни е на власт сега, ВМРО со Влен. Нека земат оние по 30.000 денари. Па нека уплати сметки и ред. Ке подсетиме 90 секунди е време трењето на едно вклучување, но нема да изоставиме и да ви се заблагодариме за вашите одговори. Следете не и понатаму. Продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, повелете. И па вака, ја пошто ги постам сите пости и моето мени е прекрасно. Јас да им направам тоа моето мени на прси да изгледат. Значи мене папаја и не знам тоа авокадо да ми ги дадете бакшиш, ја уопште нема да ги пробам и нема да ги и не ги сакам и не можам, сум пробала меѓутоа не можам. Така да знаете, ова работа народната нашла ми се мана. Предходните истото го правева само со други продукти. Овие со овие тие правева со други. Значи, све едно исто. Ние само си везгламе, само си збориме џабе, меѓутоа они си го терат своето. А ова дека е некој пост не е, мислам за мене, пост него ова е луксус. Веќе ви таму, ајде тие јатка се плодови да не зборам и све, меѓутоа ова некој луксус. Сега дали го купил Мицко и дали го купил некој друг, Мицко само може кој требал да подпише, а дека он го купил и го направил менито да видам, не верувам. Него баш му дошло до тоа да прави мени таму како ќе се јаде, што ќе се јаде и кој ќе се јаде, меѓутоа ете ова опозицијата мора да биде контра, меѓутоа она знае од свое искуство, затоа што опозицијата истото го правеше, они се искусни и они знаат како е тоа и сега продолжуваат
натака да напаѓат. Меѓутоа, не знам, како не им е срам да напаѓат кога нешто го правеле истото и он и тоа. Еве, сега Заев го чуваат 6 обезбедувања на грбот на народот го плаќа. Зашто да има он 6 луѓе обезбедувања секјурити да го плаќа? Така, подсетувам само, имате го во предвид времето 90 секунди, автоматски тајмерот одбројува и се исклучува. Благодарам за одговорите. Преминуваме повторно на Facebook. Има поприлично доста коментари. Во продолжение ќе го прочитаме и коментарот на господинот Орце Цветковски, кој што напишал: како не ме срам вакво расипничко трошење на народните пари, прво за екскурзии, па сега и за вакви луксузни продукти, е стварно безобразно. Само за покачување на платите на работниците кои едва и преживуваат нема пари, а буџетот за оваа година е најголем 6,5 милиарди евра, плюс со милиарда незадолжија дно. Благодарам и вам, господине Цветковски, за коментарот. Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме. Повелете во црвена линија сте. Драганове, јас сакам да напоменам, не е проблем што има такви артикли и продукти во ресторанот, туку проблемот е во цените. Нека има и лосос и бизон, но нека бидат цените онакви како што се во пазарна економија, онака како што јас ќе ги платам во ресторан. Да не биде, пример, ако е лососот 1200 денари за мене во ресторан, за нив да биде 200 денари. Значи, тука цените економски да ги стават. Нека имаат и што сакат, и се што, и од пиле млеко. Проблемот е во тоа што колку го чини овој пост и кој го плаќа. Народот го плаќа затоа што наместо да плати 2000 денари за таа храна, само што ја јаде, тој ја плаќа 200 денари. Едноставно, значи, дневно што тие ќе изедат, 500 фамилии месечно можат со тие пари да изедат. Толку чини, значи, не е проблемот, нека има, нека ако јаде лосос, нека јаде лосос, наплати му го порција лосос 2000 денари, не 200 денари. Тука е проблемот. Јас имам толку. Така, во ред, добро, благодарам. Бидете поздравени и секој добро. Секој добро вам. Може би малку покусо од предвиденото време за секој еден гледач или гледачка, но секако и одлично, сосема јасни во изложувањето. Благодарам уште еднаш за учеството. Добар ден. Подсетувам на 02307-005. Можете да дадете денеска одговори на повеќе прашања на црвена линија. Едно од нив е дали функционерите според вас јадат тоа што го јаде и народот? Кој пости според вас, а кој ужива и на чија сметка, и колку чини овој пости и кој го плаќа? Дали според вас сите исто постиме? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Една исклучително важна напомена, особено за оние кои што може би немате искуство во контактни емисии, а за прв пат ќе не биде драго и веќе посакате да се вклучите во денешното издание на Црвена линија. Од кога ќе ве превземат во режија, не заборавајте и задолжително и целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, Тинче. Баба Руска, одамна не сме ве слушнале. Па остави ред на други. Така е, ајде Евес на денешното прашање. Баба Руска, колку чини овој пост и кој го плаќа? Кој ќе биде вашиот одговор? Ако ние јадеме помалку, па ќе си бидеме витки. А они ќе јадат повише така, па ќе биат дебели, од дебелина ќе умрат. Затоа не ни завидам, нека јадат. А што да кажам, јас па вака викам и кај нас вака викат, кој ради не бој се од глади. Ја мислам глад нема ако работиш, ако неќеш да работиш, да чекаш до државата, тоа е веќе друго. Што да кажам друго, не знам. Па еве, дали според вас функционерите јадат тоа што го јаде народот? Не е тачно. Они, кажав ја, јадат многу и ќе се здебелат. А народот скромно. Добро. Кој ќе го плати овој пост според вас? Па од нашиот груп гледах, плаќам за социјално 30 години, сега у пензија сите лекови
се на плаќање, нема ништо бачиш. Ете, од каде доваѓа тоа? Они се пунат, а ние џабе сме плаќале. Така, благодарам многу за одговорите во црвена линија. Според времето, време е да ги соопштиме резултатите од Инстаграм стори анкетата на црвена линија, која што беше објавена како и секогаш и на Инстаграм стори на профилот на Телма телевизија на Инстаграм. За следете од овој момент, за да веќе во утрешната анкета земете активно учество, а на ова денешната, на прашањето дали сите исто постиме, време е да ви ги покажам и резултатите. Еве како одговорија инстаграмџи. Дали сите исто постиме, со да одговорија 12%, додека со не одговорија 88%. Продолжуваме со реклами, а потоа повторно се гледаме јас и вие во студио. Почитувани, големо благодарам и за оваа црвена линија, која што ја креиравме благодарение на вас. А она што е старо, ново за мене е дека повторно имам соседи од кои што можам да побарам, можеби не 2 лажички шеќер, но можеби 3 кила аспарагус, папаја и манго. Кај си Тинке, бре, не сме се виделе 2 недели. Не сме се виделе, едино што можам да поземам од вас е пола најава, 2 лажички промо и добра музика, така? Така е, Тина! Така е, поздрав, ти благодариме за најавата.